Другарчиња, здраво, јас сум учителка Снеже, а денес ќе се дружиме со едно ново другарче кое се вика Кико. Ајде сега сите заедно да ја слушнеме авантурата на Кико. Рибарчето Кико сонуваше да стане вистински пират. Еден ден, додека беше на риболов, тој види еден брод со црно едро. Во далечината го гледаше матно, а сепак сакаше да го види одблизу. Кога пристигна до бродот, од него се спушти едно јаже. Кико се искачи под него. Што ли го очекуваше таму горе? Таму на палубата беше пречекан од една група пирати кои го исплашија. Што имаш за нас? Праша капетанот. Ние сме пирати, ти бараме пари. Ама јас ги имам само моите рибчиња, рече Кико. И тоа не е лошо, си рекоа пиратите. Тие приредија една убава гозба. Имаше сок од грозје, пеење, играње. Кико толку многу се забавуваше што посака да остане тука. Капетанот се согласи на тоа. Кико почна да се запознава и да ја учи неговата нова работа. Се облече како пират. Ја чистеше палубата и се качуваше на едрата. Најважно од се е што научи да влее здрав кај другите. Целта на патувањето беа островите со богатството. Таму во минатото пиратите го закопувале својот плен. На хоризонтот се појави еден остров. Веројатно и овој беше еден од тие острови. Тие се провреа низ едно патче во џунглата. Најпрво мора да го најдат водопадот. Зад него беше богатството. Конечно стигнаа до златото. Ура, ура, ура! Зад водената завеса светкаше богатството. А потоа се делеше пленот. Бидејќи Кико беше најновиот пират, нему му следуваше само едно парче од големото богатство. Тој за себе одбра еден прстен со бисер. Оп, наеднаш Кико скокна. Тој лежеше во својот кревет, на столчето стоеше пиратскиот костум што тој го имаше добиено за роден ден. Другарчиња, дали ви се допадна приказната? Мене многу ми се допадна. А сега, дали може да ги затвориме очите и да замислиме дека сме на брегот и ги слушаме брановите? Колку е убаво. Нели е убаво, другарчиња? А за да патуваме по море, што ни е потребно? Дали знаете? За да патуваме по море, потребно ни е брод. А за да направиме брод, што ни е потребно? Многу лесно. Потребно ни е шише и 2 дрвени стапчиња, колаж во боја, темперни бои и четка, парче од табла од јајца и ножички. Другарчиња, на почеток го сечиме со ножички шишето и го украсуваме со колажот или може и со листови во различни бои, од разни форми. Триаголник, правоаголник, кругови кои сме ги сечли на пола, како вие сакате. Може и да го обоите со четка и со темперна боја. Потоа земаме еден лист. Листот, бел лист, еве ваков, со четка правиме на цел лист бранови. Нели, другарчиња? Тоа многу интересно е. Еве ги брановите. Потоа листот го сечиме на пола. И од листот правиме 2 едра. Едно малецко едро и едно големо едро. Потоа тие едра ги закачуваме на дрвените стапчиња. И потоа ги закачуваме на палубата, што ја направивме од парче од табла од јајцина, и ја ставаме во бродот. Ете, готов е нашиот брод. Другарчиња, дали може сега да истражиме дали нашиот брод ќе плови? Ставаме леѓенче со вода, земаме една цевка и го ставаме бродот во водичката. Точно е, бродот наш плови. Ајде да видиме дали може побрзо да плови. Земаме со носето воздух и дуваме во цевката. Нашиот брод се побрзо и побрзо плови. Другарчиња, за вас имам домашна задача.
и вие да направите, како јас, еден брод. Еве неколку идеи. Од пластично шише може да направите, од цевки, може да направите и ваков брод, а може и да направиме една мапа. Еве ја мојата мапа, а може и вие да направите мапа по која ќе патувате. Еве, јас вака решив да патувам со мојот брод. Другарчиња, мислам дека ви се допадна мојата идеја. Довидување, се гледаме наскоро!